Isusa Hrista, ja zveruvam, u Isusa Hrista, ja se nadevam, u Isusa Hrista se isceluvam, u Isusa Hrista se prepuštam. Srce moje naseli se, so tatko to naš sokrovište. Slušam kako čukaš na porti te, otvaram da večeram so tebe. Na Isusa Hrista se poklonuvam, na Isusa Hrista se uostavam, na Isusa Hrista se predavam, na Isusa Hrista se doveruvam. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Ние зборуваме за патека на враќање, за тесна патека, тесната патека, по која треба да се движиме по Исуса Христа, за да се вратиме во Царството Божјо и како што ни се вели, барајте го најнапред, најнапред. Најнапред треба да го бараш Царството Божјо. Мислам дека ова ретко кој го разбира од христијаните. Тие само ги одбележуваат датумите, временски одредници, и ние денеска го имаме тој момент. Еве сега ќе дојде Божик, нова година, и тие слават нова година. Не славам нова година, го славам Исуса Христа. Второто Христово пришествие. Луѓето не разбираат дека ние сме овде привремено, иако го знаат тоа. И прашањето е зошто сум болен, зошто умирам, што ми се случува, зошто Господ дозволува, па ти дава слободна волја да созрееш во љубовта. Затоа ти го даде својот единороден син, Исус Христос. Затоа ти го даде Исуса, за да можеш да пораснеш во љубовта. Одиме прво Тимотеј од 6 глава, од 3 стих натаму, кои погрешни учења, така е. И вистинска побожност. Побожност значи да чекориш по Исус, да му го предаш својот живот. Во негово владение, он да те води, он да те учи и обликува. Кој поучува инаку и не оди по здравите зборови. Да одиш по здравите зборови на нашиот Господ, на Господ Исус Христос. Тоа значи да постапуваш како Исус, да му дозволиш Исус да те промени однатре. Тоа значи да се претопиш во неговиот мир, спокој и љубов и се што доаѓа да победуваш со него. Значи, кој поучува инаку и не оди, не е пасивно, да одиш по неговите зборови и според учењето за благочесноста. Тоа значи да постапуваш како Исус, да побараш сила од него, да те промени, да те роди, возроди во љубовта. Значи, тој е помрачен од горделивоста. Еве сега имам еден вчера ми се јави. Има проблеми, сотрудник е одел во една деноминација, веќе знае, не прима, оди по земни доктори и ми кажува мене што да правам. А тој има проблем. Мислам дека има и проблем на идентификација. Не знае ништо, а помрачен од горделивоста. Болен е од празни препирки. Он ми дава совет мене, а јас треба да го донесам до Исус, да го научам, а тој не сака, има проблеми, има депресии, има сексуални проблеми. Не знае ништо и е болен од празни препирки и распрашувања. Имам една таква сестра. Цитира една Библија, друга Библија, трета, како, што, зошто со умот, и денеска е легната на постела.
дома исполепени под зидовите стихови. Видете, го проучуваат Словото. Тоа е целата суштина. Мислат ќе им даде живот вечен, а не доаѓаат кај мене, не, кај Исус. Јас само ги носам до Исус. Еве овде, и ти треба да ги исчекориш тие 3-4 чекори и тој ќе ја дувне назад во светот. Зошто сум го исклучил од групата? Па те нема. Пројдоа не знам колку година, ти не доаѓаш на ниједна жива средба. Живееш во Скопје. Си читаш од дома, си слушаш, никој не те тера да се менуваш. Сотрудници чии имиња се запишани во книгата на животот подразбира сотрудништво да работиш во Исус. Ние се молиме тука, некој е болен, умира, ти еднаш неделно ќе пишеш нешто, не те интересира. Болен е од празни препирки, распрашувања од кои произлегуваат зависта, карањето, хулењето, лошите мисли. Ми се јавуваше во депресии, вака, така, ја и вам го искарав на крај. Бегај бре во името на Исус, марш од него сатано. Крвта Исусова, силата Исусова. Каде ти е мечот на духот и верата? Залудни препирки меѓу луѓето што имаат изопачен ум. Се расправаат за стихови за толкувања. Лишени се од вистината. Од Исус се лишени. Тие мислат дека побожноста служи за трговија на знаење и на било што, бегаат такви. Некои наплаќаат, се збогатија. Возат джипови. Живеат како лордови. А голема печалба е да биде човек благочестив, задоволен со тоа што го има. Имаме на друга сестра, вака, зошто така, престани, замолкни. И терам се река додека Исус ми каже. Не доаѓа во живо, не ја пуштаат децата, зашто не се вакцинирала. Па ќе дојдам со Библијата и по децата и по тебе. Видете, тоа е тој чекор што треба да го исчекориш, да дојдеш од, не знам, со едно такси за 200 денари, за 100 денари на средбата, да те донесат. Тоа е еден чекор и да застанеш вистински пред Исус. А потом вели, кога се молиме со тебе, мирно спијам и добро ми се случува. Е, па што ти покажува тоа? Барај ме секој ден, додека Исус не чукне на твоето срце. Кој ќе отвори, ќе вечерам со него. Да вечераш со него, што? Па не да вечераш посно мрсно. Духовна храна. Да ја вечераш љубовта негова. Да те научи да ги љубиш сите. Ништо не сме донеле на светот и јасно е дека не можеме ништо да однесеме. Знаете? Но кога имаме храна и облекло, со тоа да бидеме задоволни. Имам еден генерација. Мала му е пензијата, јас пишувам за Господ, тој се нафрли за Исус. Зошто Исус вака, јас мала пензија? Па седни и прашај се. Не знам уште колку време имаш. Јас се обидувам да ти кажам, ти хулиш понатаму. Тоа е таа слободна волја. Зошто? Ме праша еден, денеска е епископ, не знам што е, надбископ, на плажа во Егејска Македонија. Зошто Господ дозволува зло? 1, 2, 3 слезе од духот. Заради слободната волја. Тој не сака робови на батерии. Оние што сакаат да се збогатуваат, тебе ти зборувам, синко, што се збогатуваш од христијанството. Паѓаат во искушение, во стапици, во многу неразумни и штетни страсти, што го потопуваат човекот во пропаст и погибел. Што го потопуваат човекот во пропаст и погибел. Ладно е, околу нула. Те сакам, Господи Исусе Христе, зашто коренот на сите зла е сребролюбието. Собирајте богатство на небесата, на што некои му се предадоа, се отклонија од верата и си навлекоа многу маки. Кога ќе дојде на платата, ќе биде Исусе на помош. Плачи, крцкање со заби, но ти, човеку Божји, бегај од ова и стреми се кон праведноста, побожноста, верата, љубовта, трпеливоста, кроткоста, а тоа е Христос Исус. Фати се за него и не се пуштај. Бори се со добриот подвиг на верата, да возвратиш со љубов. Освој го вечниот живот за кој си повикан.
Освој го вечниот живот за кој си повикан и си дал добра потврда пред многу сведоци. Еве ово е како Исус, како што мене ми вели една колешка. Фасцинирана сум како ти не се плашиш. Па во љубовта страв нема. Исус живее во мене. Ти заповедам пред Бога, Таткото, кој се оживотворува. Он оживотворува. И пред Христос Исус, кој ја посведочи добрата исповед пред Понтиј Пилат. Значи имаш време да кажеш. Јас му припаѓам на Исус, се што правите да знаете. Мојот имот му припаѓа на Исус, така им кажувам на сите. Да ја запазиш заповедта чиста. Љубовта треба да ја запазиш. Кон кого? Кон сите. И се таа ми вели на мајка и не сум простила. Па затоа состојбата е таква. Затоа состојбата е таква, не се менува, стоиме на едно место. Она другана, гледаш дека нешто има, крие. Гледам тоа во духовните очи. Дојде друг еден. Долго време не сум го видел, држам часови. Пазете, си гледаш дека до тука и не пушта. Нема да има промена. Да ја задржиш заповедта чиста и безпрекорна. Во љубовта. Се до доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Пазете, љубовта не се троши, таа е вечна, таа е никогаш не престанува. Таа ќе надоаѓа колку повеќе возраке со љубов. Значи кога ќе дојде времето за Исус, ќе го открие блажениот и единствен владетел. Блажен владетел, цар на царевите и господар на господарите. И јас ќе им речам, Исус Христос е цар на Македонија. Кој мислите ви? Вие си славите земни цареви. Исус е цар, ве запишал овде, дојди во Македонија и помогни ми. Благодатта Божја дадена на црквите македонски. Македонец кој ме молеше и ми велеше. И кога дојдовме во Македонија, ќе минам низ Македонија. Значи, цар над царевите, господар над господарите, кој е единствен, бесмртен. Тој е единствен, бесмртен. Концентрирајте се на ова. И живее во непристапна светлина. За ти да бидеш бесмртен, треба да се вратиш во негово владение, во негова собственост. Во негова собственост да се вратиш, синко човечки. Во непристапна светлина, кого никој од луѓето не го видел, ниту може да го види. Нему нека му е чест и сила и слава во сите векови. Исус е видлив. Исус е видлив. Како дошле овие фрески на Исус во македонските цркви, во македонска фрескостикарска школа? Тоа е добро прашање. Дојди во Македонија и помогни ми. Тоа е материализација на тој дел. Но не треба да се прави делопоклонство кон икони, фрески, посебно на светци и други, па и на богородици. Тогаш добивате и влегувате во богородично христијанство. И тоа е чисто и делопоклонство. Заповеда им на богатите од овој свет да не се гордеат, а горди се на вистина. Ниту да се надеваат во непостојаното богатство, туку да се надеваат на живиот Бог, кој ни дава за наслада се во изобилие. Затоа вели тешко е богат да мине. Имаме ние случај и во заедницата. Нека прават добро, нека се збогатуваат со добри дела, нека се збогатуваат со добри дела, да бидат штедри и сочувствителни, милосак, а не му се допаѓа овој тој таму и госта. И човекот замина. И сега, како ќе се одврзеш од гревот на нељубовта кој те влече надолу? И на таков начин да си собираат сокровиште, добра основа за иднината, за да постигнат живот вечен. Така се постигнува живот вечен во љубовта. Милост сакамо, не жртви. Милоста во судот надвладува. Кој нема милост во судот и за него нема милост. Пазете. О, Тимотее, пази го на што ти е предадено и бегај од нечисти и празни разговори и од расправи на лажната наука, се мисли на земните деноминации, на која некои се предадоа и го распнаа Исуса и се отклонија од верата. Благодатта нека биде со тебе. Амин. Целата суштина е како да останеш во љубовта. Да останеш во Исус. Ако останете во моето слово, на вистина ќе бидете мои ученици. Значи имаш ученици кои не се на вистина. Ќе ја спознаете вистината. Треба да ја спознаеш вистината. Вистината е Исус.
Па спознај го, дај му да живее во твоето срце. И Исус, вистината ќе ве ослободи. Од што? Да останеш во Исус, да останеш во љубовта. Отецот е љубов. Остануваш во Него. Тоа е суштината. Бидете во мене и јас ќе бидам во вас. Исус, да те ослободи од болки, болести, страдања, сомнеш, грев, нељубов, од телесната природа. Ние зборуваме за соединување, за еден дух со Него. Те сакам, Господи Исусе Христе. Синко, остани во љубовта. Не во твојата, не во мојата, во Исусовата љубов. Фати се за Исуса. Фати се за неговите нозе, за облеката. Ти немаш доволно љубов ниту за блиските, а камоли за оние што не се како нас. Остани во Исус, синко. Остани во љубов. Доаѓа ситуација, сцена, случка која те вади од законот, царскиот закон на љубовта те вади. Треба да возвратиш на злото, на нељубовта. Немаш сила да го завртиш и другиот образ. Природно му е на телесниот човек да враќа со зло. Не треба да го учиш на тоа. Треба да го учиш да љуби. Повикај брза помош, итна помош. Исусе, ало, Исусе, на помош. Од срце повикај. Побарај брза помош да останеш во љубовта, да не те преплави злото, да не те повлече да вратиш со зло и да ја размножуваш и расплодуваш омразата наместо љубовта. Остани во Исус, остани во љубов, христијанину. Исусе, дај ми сила да го љубам тој, ти кој си човек. Со тебе можам да направам се. Сакам да го направам тоа се со тебе. Да ги љубам сите, да победувам во љубовта, да останам во љубовта, да ја дишам љубовта, да зборувам љубовта, да ја действувам љубовта. Љубовта, Исусе, те сакам, не го помни злото. 1 Коринтијаните 13:5. Не го помни злото. А ти тогаш. Дали ти го помниш злото и не простуваш со години, еони, или си во Исус, во љубов си и знаеш дека еден е судијата. Простете и ќе ви биде простено. Љубовта се поднесува, 1 Коринтијаните, се претрпува, 13:7. Љубовта се поднесува, се претрпува. Се разбира, зборуваме за Исусовата љубов, не за мојата и твојата. Исусовата љубов која никогаш не престанува, 1 Коринтијаните 13:8. Таткото наш на небесата е љубов. Он вечно не се лути во псалмите. Милоста негова е вечна. Тоа не е чувство, тоа е љубов, туку природа и суштина, и само Он е вечен со својата ljubов. Љубовта е вечна. Се друго е минливо, секоја состојба. Само Отецот кој е љубов, која никогаш не престанува, е вечен, и за да Он се оживотворува, нели го имавме, претходно го читавме. Љубовта се претрпува. 13:7. Се поднесува, другиот препев. Се, ако останеш во Него, во Исус, повикај брза духовна помош. Исусе, на помош. Исусе, не можам сам. Те сакам, Господи Исусе Христе, дај ми сила да останам во Тебе, во мир и љубов кон сите, мир со сите. Трудете се да имате мир со сите и светост. Бидете свети како што јас сум свет, без која никој нема да го види Господа. Евреите 12:14. Како да имаш мир со сите без Исус? Во срцето, без силата на љубовта, а никако. Исус ви вели, мирот свој ви го давам. Те љубам, мил Исусе, останувам во Тебе. Ја избирам Твојата љубов.
koja prostува, не осудува, пребива во мир и сила и не го помни злото и се претрпува. Остани во мене, мил Исусе. Злото, остани во мене, во мир, сила и љубов за секогаш. Исус, ете, тоа е суштината како да останеш во словата Негови. Како да останеш? Па видете, Исусе, те сакам, каде беше тоа? Тој се, ти заповедам пред Бога, 1 Тимотеј 6:13, кој се оживотворува. Тоа е заповедта, да останеш во љубовта. Кој се оживотворува и која посведочи добрата исповед. Секако, ако ти вистински копнеш за Исус, ако паднеш на колена и речеш: татко, оче, пушти го твојот дух во моето срце да живее, еве ти ги клучевите. Исусе, дојди и помогни ми, им простувам на сите, помогни ми да им простам. Никого не осудувам. Се покајувам за секој грев, за гревовите на моите предци, се покајувам за секој збор, мисла, дело, постапка со кој сум излегол од законот на љубовта. Ја прифаќам твојата волја. Дај ми сила. Исусе, сакам да се родам во дух, да се родам во твојата љубов. Господи Исусе Христе, те љубам, Исусе. Во името на Господ Исус Христос од Таткото Небесен барам да слезе пламенен дух кај секој оној допрете до срцето кој ќе каже: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Исцелување на секоја болка, болест и страдање, ги изгонувам сите демонски влијанија, го врзувам сатаната, ве одврзувам од секакво демонско влијание, себе си, заедницата и македонската земја предавам се во Исусови раце и велам: бегај од мене, сатано, и не враќај се повеќе. Планино зло што си се нафрлила врз секого од нас, стани и фрли се во морето во името на Господ Исус Христос. Амин. За секогаш, Исус. Кратко време си овде, синко човечки, и имаш време за милост да повикаш кон Исуса, а потоа да му го отвориш срцето, да му ги дадеш клучевите од твоето срце и да те научи да ги љубиш сите и да победуваш со љубовта. За секогаш, Исус. Љубовта е вечна. Отецот е љубов, Отецот е вечен. Он се оживотворува. Те љубам, Господи Исусе Христе, за секогаш, Исус. Амин, до Божјото царство небесно. Амин. Слава ти, Господи Исусе Христе. Амин. Исуса Христа, јас верувам, во Исуса Христа, јас се надевам, во Исуса Христа се исцелувам, во Исуса Христа се препуштам. Во срце моје насели се, со таткото наш сокровиште. Слушам како чукаш на портите, отворам да вечерам со тебе. На Исуса Христа се поклонувам, на Исуса Христа се му оставам, на Исуса Христа се предавам, на Исуса Христа се доверувам.